Се вжештува јавната и политичката сцена со новите детали од случајот со фалсификувани лични карти или според обвинителската истрага фабрика за фалсификување. Преседам прес конференција денеска на јавното обвинителство, кое за ниту еден случај досега не се има изјаснето јавно во предистражна постапка. Она што до вчера за СДСМ беше пропагандно режирање филмови, денеска според оценка на премиерот Никола Груевски за него се гнасни потези и лудило на некои членови и водачи на опозицијата. Во меѓувреме на аферата со фабрикуваните лични карти и сознанијата од првичната истрага, СДСМ преку министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски одговори со нова афера. Незаконски издавани лични карти на гласачите во пустест. Вечерва во топ тема и за некои други аспекти од политичката криза. Власта брза кон избори, опозицијата во тактички гард, договорот од пршино стои во место. Кој манипулира со спроведување на обврските и зошто? Во најава, нова посредничка офанзива на европратеничката тројка и комесарот Хан. Трасирање пат за експресно надополнување на пропуштеното или отворање врата за одложување на изборите. Да, тоа се сите дилеми и сите прашања за вечерашната топ тема, во која мои вечерашни гости се Петар Арсовски, политички аналитичар. Добро вечер и добре дојдовте. Александар Пандов, политички аналитичар. Добро вечер и за вас. Добро и професор доктор Миша Поповиќ. Не сум професор. Се извинува. Миша Поповиќ, истражувач во Институтот за демократија, Societas Civilis од Скопје. Арсовски би почнал од вас. Она што аферата со личните карти, која асоцираше на можни злоупотреби на власта во изборни цели и која што опозицијата ја искористи да ги акцентира сите претходни сознанија за злоупотреби во изборите, сега некако се свртува како случај против опозицијата поради поврзаноста на дел од осомничените со опозицијскиот СДСМ. Да повторам онаа теза од почетокот со што се соочуваме со пропагандно режирани филмови на Груевски, како што тврди СДСМ, или како што денеска во писмено обраќање до јавноста обвини премиерот Груевски гнасни потези, фабрикувања и лудило на некои луѓе од опозицијата. Видите, мислам дека јавноста нема доволно информации за да процениме каде ќе заврши таа афера. Мислам дека вистината можеби ќе се покаже дека е некаде на средина помеѓу тие две. Во овој момент изгледа дека ние реално нема да дознаеме што се случувало таму и покрај сите најави на јавното обвинителство контра изјавите на премиерот Груевски, на министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Зошто мислите дека нема? Па затоа што изгледа дека таму постојат повеќе вистини. Вие кога ќе влезете во тој свет, тоа е свет на искршени огледала, во кој ништо не гледате реално. Не сум сигурен дека таа афера може да се раштити до крај, бидејќи мислам дека има индиции дека има некакви злоупотреби од страна на институциите, а и овие луѓе кои се таму вклучени, не знам каде се завршуваат тие корени, така што мислам дека за оваа афера најмногу што може да направи јавноста цинична воопшто кон такви најави, кон такви информации. Пандов, искате да кажете? Ја имам диаметрално спротивно мислење и видување. Јас мислам дека оваа афера и до ова сега, до каде што сме стигнати, открива многу. Открива дали постоеле или не постоеле 150.000 фалсификувани гласови. Значи, да подсетам, кога завршија на 27 април изборите, Зоран Заев излезе и рече дека имаат доказ дека биле фалсификувани 150.000 гласови. Подоцна, кога Фокус ја излезе со аферава за фалсификувани лични карти, со кои што нормално се целеше кон тоа дека тие лични карти се употребени во гласање, нели? Дека не се тие лични карти само онака правени. Излезе со бројка од 30.000 такви лични карти и сега за
сите стана нормално, предпоставувам и за нас тука присутните во студиото, дека она што го кажал Заев или Шилегов, дека не е вистина, дека не докажува дека имало 150.000 фалсификувани гласови, дека до сега се само приложени 102 или 3 или не знам веќе колку, ама негде околу 100 лични карти, дека е далеку од бројката 30.000. А она што е па најгрозното во целава оваа работа е тоа дека апсолутно никаква допирна точка со тие фалсификувани лични карти или документи разноразни, пошто има и пасоши за претходно, но еве сега личниве карти кои што ги изборуваме, немало раководството на ВМРО ДПМН, нити било кој од ВМРО ДПМН, напротив, гледаме дека постоела доста блиска комуникација помеѓу Оливер Спасовски, Зоран Заев од една страна и овие тројца кои што се сега... За сега спекулации, неофицијални информации и специфично е што... Но на Пежа што го кажа, јас држам до тоа дека она што го имаме некакви информации, имаме доволен голем број на информации да носиме некој логичен след на заклучоци што се случувало. И ова денеска исто што излезе, а тоа е, пазите да подсетам, значи овие особи кои што се сега осумничени, првиве тројца, како име и името веќе не е важно, да подсетам, тие луѓе сигурно биле под пим мерки. Значи, они, пошто имало основано сомневање дека имале шверц од дрога правели, или не знам зашто било тоа сомнение, но тие биле слушани луѓе, нивните телефонски апарати биле прислушнувани од Управата за државна безбедност и контраразузнавање и луѓе кои што се вклучени во истрагата, ја што не велам дека е во ред што излегуваат такви информации, но јас пак ќе ве подсетам дека се тоа неофицијални информации на одредени медиуми, бидејќи ние имавме и официјални изјави од премиерот дека за пуч стојат странски служби, па сега и тој се повлече од странските служби. 99% останува позади тоа што го говори. Она што го говори Заев, 99% обратно излегува дека не е така и само ова уште да завршам, да имаме. А тоа е дека кога се случува претресот, луѓе во кои што биле внатре го бараат Зоран Заев, а подоцна Оливер Спасовски им се јавува. Значи, јас пак ништо повеќе нема да кажам, но тоа за мене не велам дека докажува дека они се народбодавците, истрагата ќе покаже, но покажува дека постои исклучителна блискост. И најважното и најлошото во целата таа работа, затоа што ние сме сега како држава скоро година дена силувани од таа партија СДСМ, имаме ради тие бомби, ради тие прислушнувани материјали, 70.000 такви разговори се наоѓаат во хард дискот на некој чаош таму, од 20.000 предпоставувам граѓани на Република Македонија. Тоа може да бидат мој, на Пежа, твој, на Миша, било чиви разговори, кои што тој човек кој што пред 3 дена ни тврдеше дека како мало бебе ги чувал тие разговори и он само знаел како се чува. Ама каде се индициите дека Заев му ги дал? Тоа може да значи и едно сосема ново девастирање на системот, дека снимки има кај секого и кај кој ќе стигне. Индициите се тие токму така, затоа што он сваќа дека не поминуваат бомбиве као такви, што може повеќе штета да направи на што поголем број на луѓе, дека тоа се индициите и тоа се сега зборувањата на чаршијата, дека тие разговори не ги имал само Чауш, некој дека ги давал и на други и на трети, дека во Србија се дадени на некои ликови и така. Поповиќ, имаме ли нова политичко-криминална бомба? Јас не би се впуштал во шпекулации кој кому ги дал снимките, меѓутоа тоа што го покажува оваа последна афера е дека е навистина потребно да се спроведе на сеопфатно чистење на избирачкиот список, бидејќи очигледно слабостите во избирачкиот список може да бидат експлоатирани со вакви упади со фалсификувани лични карти. Би сакал да кажам дека е добро што јавното обвинителство излегува на пресконференции, меѓутоа јавното обвинителство но тоа во исто време е индикативно, бидејќи ова јас не случајно реков преседан пресконференција, бидејќи имаме за прв пат јавното обвинителство кое досега на сите прашања одговара со она вообичаена изјава во предистражната постапка е тајна и не можеме да соопштиме никакви детали. Денеска излегува на пресконференција на која што ги потврдува информациите изнесени претходно во медиумите кои
протеклиот така наречена или потребно според законот тајна истрага и кој предходно, што е најспецифично, ги соопшти дури и пратеник на владеачката партија. И тие само ги потврдуваат без да дозволат никакви прашања, за да потоа шпекулациите се нижат повторно со неофицијални информации. Да го кажам, невладини организации уште во март побара јавното обвинителство според своите надлежности да информира јавноста за една афера која што нели од да кажам рана пролет во Македонија стана актуелна, таа е нели индициите за корупција во Република Македонија откриени преку аудио снимките и јавното обвинителство се некаде до средината на летото одбиваше да даде било какви дури штури информации за тоа до каде е истрагата и што прави јавното обвинителство во врска со тоа, иако беше нели по службена должност повикано да започне истрага. Истовремено и други институции кои што беа задолжени да истражуваат или да дадат свое мислење по целата корупција што беше откриена, ги немаше во медиумите. И сега да, токму тоа сакав да кажам, убаво е во принцип што јавното обвинителство информира, меѓутоа тоа коинцидира со една сплетка на фактори, на ситуации во кои што одеднашка јавното обвинителство зема за себе да биде потранспарентно. И тоа само за еден случај. Арсовски, дали се ова политички игри или своевидна, многу бевте резервирани во стартот, местенка на полициско, политичко, криминално подземје, која на крајот открива уште едно ново деконструирање на институциите, бидејќи еве дознаваме дека се откриени нови 70.000, иако има сомнежи дека се тоа, нели, тие снимки кои што ги земал Заев, хипотетички постои 600.000 се по Заев. Те можност да бидат и нови. Не можам да избегам од впечатокот дека целата оваа ситуација остава многу горчлив вкус во устата воопшто за македонската политичка сцена. Исто така, не мислам дека е страшно што јавното обвинителство ја информира јавноста за детали од истрагата, па под услов тој преседан кој сега го почнаа да го задржат. Значи и за други истраги да бидат исто така транспарентни и така отворени. Па да знаеме што се случува и со другите индиции за криминал. Исто така не можам да избегам од впечатокот дека институциите се толку дезавуирани што служат во играта на политичките партии и сега тоа на крајот ќе остане некако фолклор во оваа доста валкан период пред изборите. Точно е дека ние таму не знаеме кои се налогодавци, кој дал снимки, од кај се снимките и така натаму и така натаму. И мислам дека треба час поскоро да го затвориме ова поглавје затоа што мислам дека ова во основа не се тактики и техники со кои било која политичка партија би требало да се служи во предизборниот период. Гледам исто така една лоша порака каде министерот за внатрешни работи и јавното обвинителство си контрираат со ставовите, па имаше некаква информација дека јавното обвинителство не дало или дало пристап до министерот за внатрешни работи во текот на истрагата. Нормално е бидејќи ние сме во една неприродна ситуација во која два лути опоненти делат условно речено институционална одговорност. Мислам дека на крајот вистината ти излезе доста поразителна за сите вклучени. Но знаете како, сепак не можам истовремено да преминам преку тоа дека ова покажува дека се возможни манипулации со институциите. Ако ви се толку растурени институциите, тогаш не би било комплицирано да издадете вештачки лични карти. И на крајот, мислам, да не спориме околу тоа дали се 100.000, 70.000 и така натаму, ниту пак сега да ги правдам, да правдам било која од таа ситуација, секој кој бил налогодавач треба да си поднесе одговорност за тоа. Но моето лично мислење е дека и една е премногу. Значи, дека не е важно дали се 100.000 или се 70.000 или се 30.000, ние како општество или ќе имаме и тоа и пречи и на ВМРО-ДПМН во моментот. Ние мора да имаме доверба во изборниот процес ако сакаме некогаш да кажеме дека условно таа партија која победила, која и да е таа, победила ферски. Мислам дека најголемата штета тоа е за нас како општество во моментот,
А за ова навистина немам Но одиме ли кон тоа, кон градење да... на институции од доверба, ако имаме предвид се што се случува, особено денеска, значи обвинувањата вчера на СДСМ, изјавата денеска на премиерот Груевски. Во изјавата денеска, слично на случајот со Пучи, имаме и своевидна пресуда, значи мора да се истражат безбедносните аспекти на овој случај со други случаи, што алудира по евентуалната поврзаност со Пуч, мора да се истражи и објави како конструирани снимки и фалсификати произведени од фабриката за афери завршувале во соседни земји. Значи, ние до овој момент немаме вакви детали за истрагата официјално соопштени од премиерот, од страна на обвинителството, а премиерот ги акцентира во својот заклучок, носејќи ја веќе пресудата дека да, виновникот е опозицијата. Повторно имаме едно мешање комплетно на што е што. Ние во овој период не се соочуваме со проект кој треба да ги воспостави институциите повторно. Ние сега ги деконструираме. Повторно се уште. Повторното воспоставување на институциите е процес кој не може да се прави пред избори. Ние имаме сега некакви крпеници кои треба да обезбедат минимум фер и демократски услови за политичките партии кои ќе учествуваат на изборите во април 2016 без приговор да ги признаат резултатите какви да видат тие. И процесот во пржина, политичкиот договор, ниту овој период, ниту тој процес не се доволни за да направат чистење на македонското општество и повторно поставување на институциите. Ниту има доволно време, ниту имаме доволно политичка волја за тоа, ниту пак процесот од пржина има доволно широк опсег за тоа да го воспостави. Тој е еден процес за кој во април нема шанси да заврши до април. Тој во април може да почне под услов да продолжи интересот на меѓународната заедница и политичката волја дома да поправиме нешто од она што било рецепувано. Добре, што значи тоа минимум фер избори и тој дел ќе го дискутираме подоцна, да го затвориме овој дел околу овој случај. Уверени сте во верзијата што ја пласираат и дел од медиумите и дел во вистинитоста на изјавата и тврдењата на премиерот? Не оставате ни малку простор дека сето ова може да е некаква местенка, некаква игра во која што, како што тврди Арцовски, нема да ја дознаеме вистината ни? Значи, со Пежа се согласувам апсолутно дека се ова што е сега правено, Пржинскиот договор како таков, беше направен за да ние на 24 април имаме чисти или заев, како што вика, кристално чисти избори и кои што на крајот во 19 часот, односно после дознавање на резултатите, 21-22 часот, ќе излезе и едниот и другиот лидер и ќе речат едниот на другиот ќе честитаат за изборните победи. Другиот ќе го признае поразот. Вака или на онаков начин, ама да си го признае поразот. Тоа сега за сега, како гледаме дека се однесува заев, не верувам, не на 24 април, на 24 декември следната година, тој човек нема да признае пораз. Од друга страна, апсолутно не можам и не ми е прифатливо да го користиш терминот СДСМ. Јас не би се согласил со тебе дека е СДСМ партијата која што ги режира и ги прави сите овие работи. Јас не реков дека тие воопшто режираат, реков дека премиерот денеска во обраќање до јавноста веќе пресуди, без пресуда, без обвинителен акт. Но и во неговата изјава, јас исто внимателно ја прочитав, он не осудува СДСМ како партија, затоа што таа е партија која што има 50, 60, 70 илјади членови и претпоставувам дека најголем дел од тие членови се честни, нормални луѓе. И тој, јас конкретно, го осудувам заев и таа екипа која што има сега собрана околу него, на крајно неспособни луѓе, на изфрустрирани луѓе, кои што не гледаат начин како со програма, со проекти да дојдат, да излезат на избори пред гласачите, да добијат подршка, свесни дека не можат на тој начин да се спротивстават на ВМРО ДБМН, они одат на еден подземен, на еден најнизок начин што може да биде, и тоа е една криминална банда која што час поскоро, во интерес на државата, на институциите, на граѓаните, на мирот, на се, таа работа треба таму самата СДСМ да си ја расчисти
или онда медиумите, граѓаните да им помогнат во тоа, да тие луѓе, дел од нив се најдат во институции кај што им е место, дел од нив да се тргнат, затоа што ова сега што е, не кем да прифатам дека е цела СДСМ, дека токав дел од мојот македонски народ учествува во вакви работи. Пандов, ако Македонија беше средена и суредена држава, немаше ние да дојдеме до договорот во Пржино. Боби, и средена и суредена. Договорот од Пржино е и признавање за сето она што е внатре констатирано како недостаток. По случај на нештата на тој Заев таму му е даден едно правно лице СДСМ, еден огромен бренд, да раководи и тој се игра со неизе као да е тоа некоја детска играчка, као да се наоѓа во некој холивудски филм, па сега прави со овој се споил, со оној се споил, со шпиони, со се што не треба еден политичар да прави, тоа го прави сега Заев и тие некоја клапа околу него. Тоа кој ќе се тргне, а тоа час поскоро треба и јас се надевам дека на 24 април ние ќе ги одржиме изборите, после тоа мислам дека во наредната недела ние Македонија ќе се нормализира и сите ќе тврдиме дека повторно дека институциите се не може мене никој да ме увери дека се друго во држава е во ред освен во ниедна држава, Боби, во ниедна држава се не е во ред. Но во најголем дел, ако сакаш да разговараме дали биле пред 3, 5 или 10 години, зборуваме за извештајот на Европската комисија. Тоа се го имавме председателот на државата кој вчера рече дека извештајот на Европската комисија е објективен. Во извештајот на Европската комисија се говори за партизирано судство, за узурпација на институции, за злоупотреба на власта, за изборни цели. Ние зборуваме, кога зборуваме за какви се состојбите во општеството во Република Македонија. Ние треба, Боби, да тргнеме каде била Република Македонија пред 10 години, пред 5 години, пред 3 години, каде е сега. По сите тие скалила како се движат. Дали попартизирано било сега судството или кога се избрани 600-700 обвинители, судии и што не во еден ден. Делот тие се во пензија сега отиде. Не се, Боби, затоа што тогаш се избрани, тие важат по 20-30 години се во судовите. И никој не ги избргал и никој нити треба тоа да се направи. Но такви пракси не постојат сега. Ама во меѓувреме се избрани 400 нови, а слушнавме како се бирани од тефтерчето на Муса Џафери и на Гордана Јанкуловска. Тоа е 100 пати објаснувано околу тој разговор на Муса Џафери со како Муса Џафери го потврди во студио. Во ред. Поповиќ. Не се констатации само на Зоран Заев дека имало нефер избори во 2014 година, тоа се констатации на меѓународните наблюдувачи кои што рекоа дека има сериозни проблеми за 2014 и за неколку ОДИХР на пример. Кој што е какви забелешки има? Забелешки дека нема рамноправни нема фер избори, нема рамноправно поле во кое што се надпреваруваат политичките партии за да освојат фер гласови. После 2014 сите влади, сите организации честитаа на господинот Груевски победа. Очигледно не сте го прочитале извештајот од ОДИХР, каде што пишува. Но сите поздравија дека беа фер и регуларни и слободни избори, дека е имало негдека некои ситни забелешки, но не се ситни забелешки кога во извештај на ОДИХР имате дека имате сериозен проблем на спојување на држава со партија. Каде што е забележено и дури и со функција, што не е многу вообичаено за извештаите на ОДИХР, дека Министерката за внатрешни работи го покажала тоа, спојување на држава и партија. И тоа на еден митинг отишла или на некој собир отишла со службеното возило, што не е во ред. Наводи за такво нешто слушнавме и во аудио снимките. Дека имало него дека еден спрат во МВР бил партиски штаб. Тоа било кажано на за вакансијата. Во ред. Дали видете се пак јас тој смисол за хумор не го разбирам. Да, јас го разбирам, но во приватен разговор, кога би да го слушнеш со Боби или со Пежа да ми го слушнеш разговорот, секако дека нема вака да звучиме многу по но дали изборите 2014 биле полоши од тие 2013, дали биле полоши од 2011, 2008, 2006, 2004, кога имаше 2002. Значи јас велам само едно, дека изборниот процес во Република Македонија од избори во избори е се поквалитетен и поквалитетен. И освен Заев и таму некоја одредена група околу него, председателство или како им се вика тоа,
И јас не познавам други луѓе кои што рекле дека под присила гласале, дека било подкупувано, дека правеле притисоци вакви или онакви. Нема ништо од тоа. Дека слободни се изборите, дека има не знам колку 2000 и кусур избирачки места, дека на секој избирачко место има како се вика контролори и конечно сега еве како биле, ние сега за 2016 година, колку што разбрав, ќе имаме најмногу наблюдувачи од било кој организации кои што вршат наблюдување на изборен процес во некоја друга земја. Тоа впрочем и јас, индикатор. И Боби, предпоставам и ти, и Пеже, и камерманите тука ќе се согласат дека тоа е супер. И дека е добро ние да имаме, за да немаме повторно вакви разговори. Абе, беа фер 2016 година. Тоа е индикација колку лоша ни е состојбата и напротив големиот број на зголемувањето на бројот на избирачите не е показател за демократската зрелост на наблюдувачите. Намалувањето на нивниот број или воопшто избори во кои што нема да ги има или ќе биде символично е доказ за некаков демократски Боби, тоа е така затоа што ние се уште Зоран Заев го гледаме како лидер. Тој е човекот, но го гледаме како лидер на опозиција. Секој амбасадор, секој странец, секој македонец го гледа него како лидер на опозиција. Тоа он што го говори, не го говори како Зоран Заев, туку го говори како лидер на опозиција и лидер на СДСМ. Таа СДСМ се уште е втора во македонскиот блок, втора по сила политичка партија и тоа не е. Значи, ако тој човек ги урива и на секоја една изјава му е дека не чинат институциите на системот, ако не го почитува судството, ако не оди на рочишта, ако било сега, што... Поповиќ ви посочи официјален извештај на ОПСЕ. Јас ви го посочив официјалниот извештај на Европската комисија со сите констатации внатре. Значи, не е тој Заев кој што ги натерал овие институции да го констатираат тоа што е констатирано. Јас се согласувам со тебе. Јас се согласувам со тебе дека можеби има некои работи кои што треба да се подобрат. И никој не спори околу тоа. Јас не сум го слушнал нити Груевски дека вели дека ние ги имаме најчистите избори во Република Македонија. Дека има простор за подобрување, предпоставам дека има. Ама не слушам дека нема расположение да се подобри тој изборен процес. Дека тие предлози кои што ќе се дадат, дека нема да се вметнат во тој изборен закон или било што. Мише, ако има некој добар предлог, ова и ова дечки треба да се направи, подобро ќе биде, дека некој ќе го оспорува тоа. Сите се согласуваме. Добро, значи не би покрај ОДИХР извештајот кој што се влошува од година во година, во последните, да кажам, 3 изборни парламентарни циклуси или 2, можете да ги прочитате домашните наблюдувачи, исто така Мост и Цивил, и исто така можете да видите дека, например, Институтот за демократија имаше направена анкета после изборите, дали знаат луѓето за некој што бил лично, дали лично биле притиснати или знаат за некој што бил притиснат да гласа против својата волја. Од 9% од граѓаните рекле дека биле притиснати. Тој процент ви изгледа малку, тој процент е од прилика 100.000 гласови. Тоа е многу голем процент, ако тоа е 100.000, тој одлучува победник. Колку е таа релевантна анкета, Миша? На репрезентативен примерок сме ги погодувале изборите со таква анкета. Арсовски, сега на аферата фалсификувани лични карти имаме денеска и нова, тоа се незаконски издавани лични карти од страна на МВР за гласачи од Пустец. Докаде ќе одиме со ова афера на афера и колку тоа отвара само нови фронтови, а бегаме од суштинскиот предуслов кој што требаше да го обезбеди Пржино, а тоа е креирање атмосфера за фери демократски избори, иако вие велите тоа можеше и со Пржино и идеално да се спроведе да бидат само минимум услови. Јас не мислам дека не имаме капацитет да обезведиме целосно фери демократски избори. Бидејќи мислам дека во основа и покрај извештаите на ОПСЕ и ОДИХР дека изборниот ден кај нас поминува релативно окей. Ние немаме мислам треба да ги погледнеме и другите извештаи, мислам дека тука нема големи забелешки, но изборната атмосфера е катастрофална. Владее атмосфера на страв, владее атмосфера на условно речено на притисок и така натаму и така. Тоа Пршинскиот договор не може да го смени.
ниту пак може да се смени нешто кое се уназадува последните 10 години за 5 месеци. Кога зборувам минимум фер и демократски избори, зборувам дека ние мора да обезбедиме систем во кој овој амбиент нема суштински да влијае на исходот на изборите. Дека и со тие забелешки, оној кој ќе ги победи изборите во април 2016, секако би ги победил. И дека тоа не е критична разлика во резултатот. Тоа се минимум условите кои ние можеме да ги очекуваме тука. Што се однесува до овие афери, ова е тек почеток. Не треба да бидеме наивни дека политичката борба од сега до април ќе се стиша. Не ќе се заостри, ќе стане повалкана. Тоа треба да ни е апсолутно, ние живееме во таков амбиент. Ние живееме во амбиент во кој двете големи политички партии играат кого удрам не жал. Како не можеме да очекуваме дека тие одеднаш од утре ќе кажат, а видите ние од денес решивме да станеме подобри луѓе, па одеднаш ќе се однесуваме условно речено, иако тој идиом не ми е баш многу близо, шведски. Не постои такво нешто. Напротив, треба да очекуваме уште афери, треба да очекуваме дека оваа афера и со фалсификуваните документи од Чајрот, каде беше тоа сега што го најде полицијата, и ова што го најава Олијер, дека тие ќе се зголемуваат, дека опсегот на тие афери ќе се проширува, дека од тие афери сега политичките партии ќе наоѓаат линкови до некакви други афери, се има да биде театар за сите пари. До април 2016. И ниту еден процес во причина не може тоа да го запре. За да се запре неодговорното однесување на политичарите во смисла на клиентелизам како замена за меритократија, треба граѓаните да одлучат дека тоа однесување ќе го казнат. Ниту ние тој однос кон политика не можеме да го увеземе. Не можеме да го договориме на маса во пржино. Без оглед на тоа кого ќе казнат. Немојте да толкувате дека тоа веднаш мислам дека е да се казни една или друга политичка партија. Граѓаните мора да одлучат дека ваквото однесување веќе нема да го трпат. Додека тоа не се случи, ние може 50 пати да се договараме на зелена маса. Дали сме во моментот близко до услови за фер избори? Што значи најавената посета на еврокомесарот Јоханес Хан? Дали ќе биде трасирање на пат за надополнување на пропуштеното или можеби за одлагање на изборите по паузата за реклами? Останете со нас. Продолжуваме со вечерашната топ тема. Петар Арсовски, Александар Пандов и Миша Поповиц се мои гости. Арсовски, бевте во ова студио на 15 јули, кога се потпиша договорот од Пржино, и од четворицата гости бевте најпесимист. Рековте, не сум сигурен дека договорот ги тангира сите оние прашања кои ја предизвикуваат кризата и не нуди квалитетни решенија кои можат да водат кон фери демократски избори. Бидејќи проблемот на Македонија не се законите, туку човечкиот капитал кој ги води институциите. Од денешна перспектива би требало да сте горд прогнозер. Не се работи воопшто за тоа дали сум горд прогнозер или не. Јас суштински мислам дека нашиот проблем не е она што лидерите можат да го договорат на зелена маса. Мислам дека реформите кои се неопходни за да се поврати некаква доверба во системот воопшто, се толку длабоко вкоренети, толку тешки, што не може да се завршат во толку кусо време. Ниту пак мислам дека некаков политички договор може да ја смени политичката волја помеѓу партиите. Во таа смисла, знаете како, јас мислам дека договорот во Пржино ќе се спроведе до последна точка, без оглед на тоа дали ќе биде април или не, иако повеќе сум склон да верувам дека ќе се задржи рокот за изборите. Но и неговото одложување нема да смени ништо. Бидејќи не е важен рокот, важна е политичката волја на оние кои учествуваат во тие реформи да ги спроведат. Вие може да им дадете рокот 2 години, ако тие не се зафатат со процесот сериозно, и 2 години нема да стигнат. И 5 години нема да стигнат. На крајот ние не можеме вечно да бидеме во некаква политичка криза. Мораме некогаш да одлучиме. Меѓутоа, ако предусловот беше создавање на фер услови за фер избори, оваа теза не значи ли скептицизам во тоа и не значи ли предпоставка дека на крајот на изборниот ден на 24 април, како што сега е договорениот датум, дека повторно може да имаме оспорување на изборниот резултат?
Видете, мислам дека ќе имаме толку многу наблюдувачи и дека толку многу меѓународната заедница сериозно ќе го следи процесот, што имам впечаток дека политичките партии ќе бидат втурнати во тоа да ги признаат изборните резултати какви да бидат тие. Затоа зборам за минимум фери демократски услови, бидејќи не мислам дека целосно може да се постигне тоа. Прво, не може целосно да се исчисти избирачкиот список. Не може да се постигне целосен баланс и објективно известување во медиумите до април. Ова што го зборуваме за финансирање на политичките партии или досега ги собрале парите како така, предпоставам дека нема од сега да се снаоѓаат за финансии до април. Ние не можеме тој процес да го исчистиме сега и така например. Така што јас мислам дека периодот на суштински реформи не следи после април. До април ја гледам ситуацијата доста предетерминирана, како ставена на еднишини. И мислам дека ќе видиме како ќе се расплетат две клучни варијабли по изборите во април, а тоа е ретроградниот карактер на македонскиот електорат и притисокот од меѓународната заедница овој регион да реафирмира својата прозападна ориентација и суштински не само формално. Поповиќ, зошто тогаш Пржино стои во место? Иако се чини дека останува уште оставката на премиерот, ако се вратиме наназад, се што се случуваше со доцнење, многу рокови се пробиени, Државната изборна комисија која требаше со полн капацитет да работи веќе на прво од септември, па потоа од стартот на октомври се уште е во процес на формирање, има многу отворени прашања. Затоа јас не би рекол дека само останува уште премиерот да си поднесе оставка. Затоа и реков иако формално. Да. Па во договорот беше токму така оспособување на Државната изборна комисија да ја почне својата работа, а таа е клучна во обезбедување на оние минимум стандарди за да можеме да ги наречеме изборите фер. Меѓутоа, тоа што е прашањето тука е што би биле минимум фер избори. Дали минимум фер избори ќе бидат немање инциденти на изборен ден, или минимум фер избори ќе значат некаква сериозна деконструкција на медиумскиот клиентелизам, кој што може да попречи во должи изборната кампања, улогата на јавниот радиодифузер, финансирањето кое што се спомна, сето тоа се минимум фактички услови за фер. Според оние анкетни прашања кои што вие ги поставувате, ако ве прашам дали денеска има услови за фер и демократски избори, вашиот одговор би бил да, не, делумно или воопшто? Не, далеку сме. Моето мислење е дека фер избори треба да бидат кулминација на еден процес во рамките на Пржинскиот договор, кој што треба да биде посеопфатен и кој што треба да биде исто така како би се рекло тоа, ориентиран кон решавање на проблеми во кои што вие ќе бидете сигурни на крајот дека без разлика која партија ќе победи, ќе имаме услови за демократија и за слобода. Прашањето е дали овие реформи сега што се случуваат се ориентирани и ќе обезбедат тоа. Без разлика кој ќе победи, дека ние ќе имаме некаква траекторија за слобода и за демократија. Тоа е прашање. Пандов, на која, да се надоврземе на последно искажување, на која траекторија сме во моментот, ако според вас? Има услови за фер избори или некако што се поголем дел од доминантните оценки? Па, доминантни оценки не знам кои ги слушаш. Јас и 2014 мислам дека имавме фер и демократски избори, а исти такви мислам дека ќе имаме и 2016. Ке повторам, на сите 2000 и кусур, таму колку се скоро 3000 избирачки места, има изборна комисија, има контролори од политичките партии, ќе има контролори од цивилен невладен сектор, ќе има контролори од странски организации, така што мислам дека дали самите избори ќе поминат мирно и во фер атмосфера,
биле и верувам дека и овие, поготово затоа што ќе бидат мониторирани доста сериозно, мислам дека секако дека ќе бидат како такви. И апсолутно, од друга страна, мислам дека со оглед на тоа, јас апсолутно не сум среќен што странци се вмешани во се во ова, за да ни менаџираат договарање помеѓу македонски политички партии. Но има во целава работа една среќна околност што и тие се потписници на тој Пржински договор и самото доаѓање на еврокомесарот Хан наредната недела е впрочем во тој правец да ги подбутне работите кои што се договорени. И јас колку што следам не тапка процесот Пржински во место. Напротив, сите точки од тој Пржински договор се завршени. Постои само уште точка за договарање околу медиумите, но мислам дека е повлечено тоа првичната идеја да се носи нов закон за медиуми, затоа што тој закон кој што е сега активен е донесен пред година и пол, со сите позитивни оценки од меѓународната заедница, со позитивни оценки од ОПСЕ, од ОДИХР, од сите, нели? И како таков и тој е добар, дали ќе треба нешто плюс, не знам што ќе договараат околу медиумите. Она ја колку што сум информиран и колку што можевме од средствата за информирање да дознаеме, постојат вакви и онакви предлози од страна на СДСМ, што ќе излезе на крај. Не знам околу тоа, но јас колку што знам е само уште тоа останато, а се враќам на подписите кои што стојат на тој Пржински договор и таму покрај 4 лидери на македонските политички партии стојат као гаранти и еврокомесарот Хан, амбасадорот на Соединетите Американски држави Джеф Бейли. Да, се што се случуваше досега се случуваше со туркање, со нивен притисок. Ништо не е донесено со имате, волја на политичките акти. Нели знаеш ти зашто е тоа така? Немој да ми кажете само повторно дека заради Зоран Заев. Нели знаеш ти зашто е тоа така? Зошто тоа е сето со туркање? Зошто? Еве јас ќе ти одговорам зошто. Ти како сакаш наречи го, неговите представници таму кои што се внатре, ти си новинар и имаш информации како движат, само да ти одговорам. Само едно, само изборот на министрите доцнеше 23 дена. Ако нешто му беше во интерес на Заев, беше, ајде да кажеме, побрзо да влезе во министерствата. И тоа Заев го одлагаше. Но, ако ти имаш од другата страна преговарач, кој што на секој начин ќе гледа и она што си го договорил, после 2 сати да ти вика пупу не важи, само за да го одложи процесот. Затоа што они како ѓавол од крст бегаат од тие избори 24 април. Јасно им е дека на тие избори они ќе изгубат. И дека тоа раководство, пак јас се држам на раководството на СДСМ, не на партијата, дека тоа раководство неминовно после тие избори ќе мора да се повлече. Нема каде да бега. Дополнително што во меѓувреме имаат еден куп глупости направено и кои заради тие глупости дел од нив треба да одговараат. Не само пред народот, пред институции на систем. Многу побезбедно се чувствуваат од позиција на претседател, на генерален секретар или на не знам што. Немаат никаков нити имунитет, нити ништо. Па беше зборувано експерти дека луѓе кои што ги разбираат проблематиката во Министерството за внатрешни работи, човек експерт кој што ги наблюдува работата на министерот за финансии. Што добивме ние, Боби? Политичките представници и поддржувачи на Зоран Заев. Да, и според изјавата и признанието на премиерот Никола Груевски. Не се по основ ставени во тие министерства поради тоа што тоа е взаемен договор, бидејќи премиерот инсистирал да се преземе целосната политичка одговорност, а не да стојат зад. Има прифатено и политички гледано за него е тоа окей. Ама за Република Македонија не е. Договор, да не партиски гледано, Никола Груевски добро има одиграно, затоа што дозволил партиски луѓе, најблиски луѓе партиски што му се на Зоран Заев, да бидат сега за да ги види народот, да ги види граѓаните како функционираат, како работат. Но за Република Македонија, за човек од невладин сектор кој што се бори за демократија, тоа никако не е добро, затоа што сега повторно не е ни Мурто Куртов дека ситуација на него. Имаш човек кој што излегол сега од факултет, кој што нема ни еден работен ден, а го ставаш ти министер или заменик министер.
никаков контакт со тој ресор. Списокот на такви министерски биографии е голем. Со тој ресор. Поповиќ има Вака, за тоа какви позиции, какви луѓе ќе донесат на позиција за да се покажат и на крајот на кришната на избори. Гледаме, Миша, на избори, не, знам, на избори ќе си се одлучи. Мене како човек од невладин сектор ме интересира колку што е всушност до сега постигнато, заради тоа да видиме дали имаме услови за избори во април. Една од клучните работи е нели избирачкиот список. Немаме време да го исчистиме списокот, заради тоа што за да двете партии ги признаат изборите, мора да бидат согласни дека, например, чистењето на списокот е според соодветна методологија. Колку помалку време останува, толку повеќе ќе се скратува нели прецизноста на таа проверка и на пречистување на тој список. Во исто време, отежнувањето, например, на работата на специјалниот јавен обвинител, кој што првиот случај што го зема е практично изборните нерегуларности, всушност се во функција на фер избори. Заради тоа што доколку има обвиненија, ќе има помалку поттик да се повторат изборните нерегуларности. Сега тука ми се наметнува една друга дилема. Ако Пандот тврди дека сите одлагања се заради СДСМ, бидејќи се плаши од избори, дали сите според вас овие одолговлекувања пак се продуцирани од власта, бидејќи на власта одговара статус кво? Дел од обструкциите одат во насока да има помалку време за институционална ревизија и обезбедување институционални механизми за фер избори. Кој, например, например, избирачкиот список. Што не избирачкиот список потребно беше да се... Што не прави сега владата, за да, ти како што велиш, избирачкиот список бил подобар. Што обструира владата во цела работа? Односно, ВМРО да се одолжи решавањето и екипирањето на Државната изборна комисија. Ама тоа СДСМ го одолговлекуваше, не ВМРО ДПМН, тоа е јавно, тоа сите знаат дека... Како го одолговлекува? Што не ги прифаќа нели тројца се експерти, истите луѓе кои што биле пред 10 дена, чека истите тие да дојде Ханли, дојде кој дојде, да може сега. Да имаат лидерска средба уствари, па за да се договорат. Меѓутоа исто така... Тоа се 10 дена изгубени. Не. Истите луѓе, значи, можеле пред 10 дена да бидат, не да се пролонгира. Комесарите во Државната изборна комисија ќе имаат ограничена улога. Работата на терен треба да ја прави стручната служба, која што едноставно и не ни беше до сега и се уште не е. Ама тоа го правеле претходно луѓе, Миша, нема ние прв пат сега 2016 имаме проблем со избирачкиот список кој што треба поголема екипа да го решава. Локални председателски кои ќе собереш парламентарни избори, до сега не знам колку циклуси имаме на избори и имаме луѓе кои што се способени, кои што се стручни во таа работа, ние нема прв пат сега да недоволно се за да завршат работата. Година па сега први избори да ни се овие ќе ги обучуваме луѓе во тој избирачки список, на основ на тој избирачки список и Љупчо Георгиевски станал премиер, и Бранко Црвенковски, и Хари Костов, и Никола Груевски, Бранко Црвенковски председател станал. На основ на тој избирачки список актуелен градоначалник во Струмица е Зоран Заев, и тоа не биле проблеми претходно. И повторно имаме од ОДИХР негативен извештај. Абе сега ОДИХР. Она што е специфично, имаме првични наоди со кои што излезе опција и во нив се вели потребни се клучни законски измени поврзани со изборниот систем за гласање од странство, форматот и компетентноста на Државната изборна комисија, известувањето на медиумите, правилата за финансирање на изборните кампањи, решавањето на изборните недоследности и гаранциите за заштита од вршење притисок врз гласачите и употреба на државните средства. Тие се тука непол месец, ако ова го констатирале, што значи тоа што сме правеле ние, односно што правеле партиите во сите овие изминати во сиот овој изминат период, а имавме и промени и на изборното законодавство. Еве од Арцевски да кажам. Партиите се дриблале последните неколку месеци. И тие ќе продолжат тоа да го прават до април. Значи јас ќе повторам уште еднаш една моја констатација која не сакам да биде погрешно сватена. Пржинскиот процес и ова што сега ние се обидуваме да го направиме,
не може да донесе суштински демократски промени во македонското општество. Ниту има доволно време, ниту има доволно мандат, ниту има доволно опсег тој договор. Така што ние не треба да очекуваме дека преку ноќ во април ние одеднаш ќе станеме средено општество, колку и да се мали тие забелешки кои ги имаме, како што вели Пандов, мали се тие забелешки, Миша вели дека се поголеми, јас се согласувам дека има малку повеќе тука проблеми од што се потенцира. Но тоа не може да заврши во април. И немаат капацитет партиите да се надминат самите себе си и да го надминат својот партиски клиентелизам до тогаш. Се разбира, власта не сака да ја пушти палката која толку долго работела за да ја фати. Се разбира, опозицијата не сака да оди на некаков терен за кој смета дека однапред се познати резултатите во април. Но имам едно непријатно, мислам дека сите политички фактори во Македонија ќе бидат непријатно изненадени после април 2016. А тоа е дека овој процес на чистење на политичкиот терен во Македонија секако нема да заврши во април. Меѓународната заедница, имам впечаток дека ниту оддалеку нема да каже во април, добро, видете, ние се обидовме, тоа е тоа. Не, мислам дека тој притисок ќе продолжи и мислам дека тој ќе се прелее во некакви посериозни политички подоби. На кој начин премиерот вели народот одлучува, вие велите дека потребни се некакви минимум фери избори и ќе притиснат да бидат признаени резултатите. Што потоа би се случувало ако некој го добие мандатот, а другиот го призна? Видете, премиерот вели се народот одлучува, но седи на таа маса и преговара. Значи очигледно и тој некако признава дека не е баш се така розово како што велат официјалните соопштенија и дека има потреба од некакви подемократски реформи. Мислам дека и за тоа постои некаква свест кај ВМРО-ДПМН, дека тој процес не може да заврши до април. Но во основа мислам дека ние се соочуваме со долг процес на авторитарност на електоратот. Мислам дека се соочуваме со процес во кој граѓаните не дека не знаат што се случува и дека за тоа не се свесни, туку во основа не им пречи доволно. Мислам дека Македонија ќе се соочи со една многу посериозна криза пред да направи суштински демократски исчепор. Меѓутоа, се сложувам, сите истражувања покажуваат една вредности општествени кои што се ориентирани кон преживување, не кон индивидуална слобода. Меѓутоа, што и да се случи ако има избори во април, сметам дека интеграциите доколку продолжат интеграциите, доколку има фер избори, нели тоа е услово за да добиеме повторна препорака, бидејќи изгубивме. Мислам дека доколку продолжат квалитетно интеграциите, секоја наредна влада ќе има многу потешкоти да работи авторитарно, со авторитарни елементи и ќе мора многу повеќе чинители да вклучува во реформите и во трансформација на општеството и на државата, отколку што тоа е направено досега. Досега нели имаше прилично малку вклученост на невладиното општество во, например, во политичките реформи. Тоа беше скоро исклучено целосно. Така што, да, се сложувам дека доправа следи дека нешто малку може да биде направено до април, меѓутоа сметам дека е недоволно тоа што во овој момент изгледа дека може да биде направено до април. Пандов, мораме на реклами, сосема краток коментар предходно околу овие забелешки на ОПСЕ. Наспроти вашите тврдења дека се е во ред, се соочуваме со прелиминарен извештај кој што укажува на многу недостатоци кои што ја гарантираат она кредибилна атмосфера. Јас го како притисок на политичките партии да го убрзаат договореното и она што го договориле да го стават во пракса, ако останале некои нерешени работи, неспроведени, да се според ова ништо не е решено, бидејќи ова е суштината за еден кредибилен демократски процес. Не гледаме прв таков извештај, значи во годините на назад 25 сме слушнале разни извештаи, а само сосема на кратко минутка би се надоврзал на Пеже што го збореше и јас апсолутно се согласувам дека граѓаните гласат за или против. ВМРО успеа од 2006 година да го научи својот електорат да гласа за. Следнава година
на 24 април ќе излезат многу голем број на луѓе кои што ќе гласаат против, но против СДСМ и села оваа тортура што има направено на државата. За сега имаме две за дека ќе има избори на 24 април и едно ако од Миша Поповиќ. Зошто доаѓа Хан е последното прашање во завршницата од вечерашната топ тема. Пушта една пауза за реклами. Назад сме во студиото со завршницата на вечерашната топ тема. Ново поттурнување на пржинскиот процес е најавено за веднаш по празниците. Прво доаѓа Европарламентарната тројка, а потоа и еврокомесарот Јоханес Хан. Пандов, очекувате дека премиерот ќе се поднесе оставка до 15? Па мислам дека е тоа тесно поврзано сега со доаѓањето на еврокомесарот Хан. Ако се договорат тие што се оставени недодоговорени работи, ако цврсто се стават на хартија, ако позади тоа стои као гарант Хан, американскиот амбасадор Джес Бейли и евроамбасадорот Иво Орав, верувам да ќе поднесе оставка и ќе става таму, како се вика, тој преводен премиер, кој што ќе треба фактички да ја раководи владата до 24 април. Ако останат работиве да се инати СДСМ и да бега од избори, предпоставувам во таква ситуација, па и би било опасно за државата да Груевски се повлече, да имаме ние некој преводен таму премиер кој што каков и да е од составот на сегашната влада или некој од надвор, неважно, тој нема било кој граѓанин може да се чувствува сигурно во целата. Како ја врзувате сега одлуката на премиерот, која што е обврска од подписот што го дал со некакво и наетење на СДСМ? Вчера во студиото седеше Зоран Заев. Зоран Заев вчера не се изјасни. Рече дека во моментот нема услови за фер избори, меѓутоа не кажа и јас не одам на избори. Добро, така ти си го слушнал. Јас она што го гледав Зоран Заев, добив впечаток дека човеков никако не ќе на избори да оди и гледа 100 причини, не знам што зборуваше, ДИК, МИК, не знам кој се не, дека не постоеле услови за одење на избори или он, како што ги нарекува, кристално чисти избори. Значи, за кристално чисти избори на Зоран Заев, ако не му ги исполнат условите сега Хан и луѓето таму кои што ќе присуствуваат, како ќе поднесе оставка господинот Груевски? Пак ќе се вратам на почетното. Ако од друга страна Зоран Заев прифати и стави и он подпис, мада он тоа знае да го направи па после да се повлече, но и подпис на сето тоа стават и овие тројца, сега да не ги повторувам, предпоставувам дека во таква ситуација нема бегање од избори и како што е договорено, Груевски е човек од збор, сигурно тоа ќе го исполни. Поповиќ, дали посетава на Хан е трасирање пат за експресно надополнување на пропуштеното, бидејќи самите констатиравте дека многу работи се пропуштени да се завршат досега, или отварање на врата за можно одложување на избори? Па да, едно од својствата на фацилитаторот Питер Ван Хојт е и да направи таква оценка дали се исполнети доволно услови за фери демократски избори. Во таа смисла посетата може да се гледа двојно и како притисок за забрзување на реформите, меѓутоа и една, да кажам, теренска проверка и консултација за тоа дали е навистина возможно да има минимум фер избори. Тоа е, сметам, причината може да се гледа така на посетата. Не неопходно е притисок само, тука е едно и теренско испитување. Може сосема кусо да ги извагате аргументите за и против евентуално одлагање избори на 24? На кратко, сметам дека нема доволно време за спроведување на фери демократски избори. Арсовски, рековте и да се одложи, тоа нема ништо да смени. Што значи тоа и како во тој контекст ја гледате посетата на Хан? Мислам дека посетата на Хан е обид да се спаси конструкцијата од пржина на тој договор. Мислам дека во моментот
ќе се одлучува помеѓу... Кој дел од конструкцијата да се спаси? Бидејќи Па, конструкцијата имаше еден дел реформи кои што се занемарени, Така. бидејќи тука се и тие етни приоритети извештај на Прибе, и делот на изборите, фиксниот датум 24. Мислам дека сепак голем дел од Пржинскиот договор е фокусиран на обезбедување, уште еднаш ќе го цитирам, тоа минимум фер избори во април. Мислам дека сите други прашања се секундарни, тие може да се прават после избори. Мислам дека Хан доаѓа за да оцени дали политичките партии имаат суштинска волја преку трупа, условно речено, да ги завршат овие обврски кои им се натрупа, и дали по тоа имаме некакви можности во април да се одржат изборите со, условно речено, однапред прифаќање на сите актери во политичката игра дека ќе мора да ги признаат резултатите. Во овој момент ги има тие услови? Јас мислам дека од никогаш ги немало. Дека од почетокот Пржинскиот договор не може да обезбеди целосно фер и демократски. Добро, за тој минимум кој што го говорите. Па мислам дека може да се постигне. Да. Зашто? Па ако прво избирачкиот список не е толку тешко да се исчисти. Треба само се отворат базите на податоци, бидејќи Министерството за внатрешни работи и Државниот завод за статистика може да се крос-референцира тие бази. И мислам дека тоа релативно брзо може да се заврши. Мислам дека медиумската сцена не може. Извини, не е само статистичка операција, после тоа треба да се оди на терен да се испитаат ризичните случаи и така натаму. Тоа е бара време. Повторно имаме субституција на тезите. Вие не можете институционален проблем да решавате со политички договор. Ако се отвориле проблеми визави корупција на изборите или на корупција на државни функционери, прво тоа мора да се затвори, па потоа мора да се разговара политички. Вие кога веќе сте направиле преседан, оние кои се обвинети за корупција или за кои има индици на корупција, седат легитимно на масата и преговараат, вие тука тој процес завршува. Тука не можете вие од тој процес да очекувате дека тие одедеш да кажат, видите, ние сега од утре си одиме. Сега, поентата да се спаси тоа што може да се спаси. Ако се спаси нешто, да, очекувам Груевски да даде оставка на 15 и очекувам да се одржат изборите во април. И втората улога, мислам, на Хан е да процени дали треба да се влезе во некаков проект за одложување. Ако се влезе во некаков проект за одложување, мислам дека тука веќе сите дилови пропаѓаат. Повторно сме во еден процес подолгорочен, во кој партиите повторно ќе дојдат со своите ливчиња на маса што може да се направи, што тогаш секако мислам дека Груевски нема да даде оставка на 15 Тоа е многу опасно сега. И така натаму. Океј, не се мешам во таа агенда дали они проценат или не, но во основа што е? Вие кога ќе го поставите процесот на грешна траекторија, како што мислам дека е поставен сега, не е важно колку долго таа траекторија ќе трае. Јас не верувам дека ние можеме да ги направиме суштинските демократски реформи без политичка волја, дури да траат 2 години. Мора многу поактивна улога на граѓанскиот сектор, мора многу поагресивни граѓани во земањето на својата демократија назад, мора многу по радикални чекови да се преземат од меѓународната заедница, мора да гледаат Македонија како во 1990, значи со малку посериозен пристап. И мислам дека за тоа нема суштински капацитет, особено во овој период на регионот. И се тоа значи дека не очекуваат уште турбулентни денови и уште проблематични дебати повторно за истите прашања и дилеми. Јас ви благодарам на сите. Имаме интересни емисии, што меѓутоа треба да има некаков прогрес и во темите и свртување кон оние кои што живот значат, а ние постојано се вртиме околу едни и исти прашања околу нашето политичко битисување или не битисување. Уште еднаш благодарам што бевте мои гости. Почитувани, тоа беше се во вечерашната топ тема. Останете и натаму со програмите на Телма, а утре со вас е Александар Чомовски.